Први да ви се представам, јас сум Љупчо Шчуковски, значи тие 2 дена ќе бидам вашиот, така во наводници, водич, бидејќи со Супер Скулс веќе сум соработник, бидејќи имаме меморандум за соработка со Методистски средно општинско училиште, така да веќе 4-5 година веќе како соработуваме и како ги правиме сите тие убави работи. Сега што таа година, значи, сме со вас ученици од Тирана, Албанија и, значи, да не должам времето, ќе кажам, значи, некои работи за црквата. Моментално се наоѓаме во црквата. He introduced himself. His name is Љупчо Шчуковски. He will be our tour guide for these couple of days. He said that he has been the tour guide for RICO and for our school since he has a memorandum with our school. So in the past couple of times, 4 times precisely, that the school has had this project, he has been the tour guide, and whenever a tour guide was needed, he was there to help. He's going to try to be as brief as possible he can so we can go to lunch because everybody is hungry, but he's going to state some facts for this church starting right. Значи се наоѓаме во црковниот храм Успение на Пресвета Богородица. So right now we're at the holy church called Uspenie na Presveta Bogorodica, or it's called after Saint Mary. Значи ова е црква која што од 2023 година е седиште на Делчевско-Каменичката епархија. This is a church that, starting from 2023, is the headquarters of the Делчево-Македонска Каменица епархија. Карактеристично за црквата е што истата е изградена 1856 година според научните трудови на професорот Благој Стојчевски, кој што е редовен професор на историскиот на одсекот за историја при Универзитетот Свети Георги Методи во Скопје. This church was built in 1856 according to the studies of Благој Стојчевски. The teacher Благој Стојчевски, who is a faculty teacher, history teacher who wrote studies about this church, and by his studies, this church was made in 1956. Yes, he is born in village Правотивиште, Делчево. Инаку, според црковните некои податоци, бидејќи на столбот на црквата стои година 1858 година, па се предпоставува дека тогаш е отворена. Значи дека е изградена 1856, а дека е отворена 1858 година. As it says on the front of the church, if you have noticed, it says that the church was opened in 1858. So there's assumptions that the church was built in 1856. However, the grand opening or the official opening was made 2 years after that, or 1858. Значи, во оваа црква е карактеристично исто така што започнала првите келини училишта, кои што во тој временски период во средината на 19 век биле карактеристични за овој дел на Македонија. Може да предеш. Келини училишта. So what's significant about this church that here in this church started the schools for like rural schools, which were very significant in the middle of the 19th century, and this was one of the churches that helped these schools and as a town in Macedonia. Yes. Тоа било се до, како што кажат, до средината на 19 век, бидејќи ова подрачје било исклучиво земјоделско подрачје, но некаде после 1850-1860 година со развојот на трговијата и на занајчиството, значи се отворило така нареченото световно училиште, кое што покрај световните образовен процес, значи навлегувало и во други теми кои што биле потребни за нашите граѓани. Тоа било трговијата и занајчиството. So after this rural place developed a little bit and got more into working and not getting urban. Yeah, getting urban a little bit. So this here started to have the holy
school for not just religious, but also for industry or some kind of Literal purposes. not religious one. For some kind of Small working. workshops for like making stuff from wood or something. Значи тоа било... So the industry was starting to. Да. Значи тоа прво училиште световно било отворено до цркви. Надвор во надворешниот дел, каде што влегуваме во црквата, од левата страна има еден мал објектот, во кој што објект започнало тоа световно училиште. И покрај, како што кажат, религиозните теми се обработувале и темите кои што биле од секојдневно практични теми во секојдневното на нашиот народ. Тогаш за прв пат почне да се пишуваат црквено словенски одвоени букви, кои што било познато како брза граѓанска азбука, додека населението во Пијанец тоа го нарекувало криво писмо, што многу малку ја знаат овој податок. Затоа го ви кажам. So when you enter the church from the outside, and on the left side there's a small little house. Yeah, that's where the schools actually took place. So this is now renovated and remodeled. And also Да, писмото било црковно словенски букви. Okay, the alphabet that we're learning in was church. Yes, church Cyrillic alphabet, but the people here called it the Kyrgyz alphabet. Да. Значи тоа исто така го потенцира наставникот Димитрија Кушевски и го става како забелешка од тоа време. Not a lot of people know about the alphabet that was used here, and this is also pointed out by Professor Dimitrija Kushevsky. Dimitrija Kushevsky, who has proofread it. Значи исто така карактеристично за црквата е што оваа страна во 1904 година овде на оваа подрачје имало голем земјотрес. Така што од силниот земјотрес, значи таа источната страна комплет била срушена, што може да се види од кога ќе излегнете надвор од црквата, значи ќе видите дека самата конструкција со остатокот на црквата е различна. Но сепак подоцна истата целосно била реновирана и така што ден денес е оваа форма. Something also that's specific about this church is that in 1904 there was a big earthquake which made this wall collapse. So if you're looking at the church from the outside, you can see that wall is different from the structure of the whole church, and that's the reason why, because it has been remodeled and has been put back on because the whole thing collapsed during the earthquake. Is this a shield? Значи, тука е каменот и значи, во секоја црква се става на средината камен и обично тука се е пишено датата и се става писмо кој што се види се самата црква. Тоа е во секоја црква под камен. So this is kind of a rock that you can find in every church, and under the rock there's Inscribed. Yeah, it's inscribed. On the rock. When the church was built, information about the church. Тоа е карактеристично во сите православни цркви. That's a characteristic for all the Orthodox churches. Значи, како што кажав, мислам дека беше 20 јуни 2023 година, Делчево се оддели од Брегалничката епархија и значи станавме Делчевско-Каменичка епархија, каде што оваа црква е главна епархијска црква и за прв значи владика или епарх на нашата епархија е наименуван владиката господин Марко. As we already mentioned, since the 20th of June 2023, this church divided from the Bregalnica subdivision, eparchy subdivision, which gets the bigger region of towns here, the regions where the river Bregalnica goes through, and it's in more towns. And since then, we have our own subdivision or eparchy, whose head bishop is Mr. Epar. Well,
значи Кратко лупче, не е повод. доколку нешто ви благодарам на сите, тоа е накратко за црквата, доколку некој сака нешто да праша или нешто сака да каже, може да праша и да каже. Thank you, everybody. This is briefly about the church since we have to go to lunch. If everybody has any questions, they can ask him. This is the old church, we call it the old church in our town. So if you have any questions, you can ask him. You're going to see him some other days as well. But this is brief since we have to go and have lunch. And I think everybody's coming. Дека сме ограничени со време. You're limited time. Thank you. Накратко, само јас ќе ви кажа некои работи, само прво да ве запознам со говорното лице на Джемијата моментално. Јас сум Багајан тук и сум член на Джемијски одбор. Искам ли гласник од мојата А најчесто чинување на платно дојде. Можете да треба да сликам секој момент, да. Имам място за себе. Име и презиме Јас ваше. се викам Давер Мустафовски. И Давер И Мустафовски. Давер Мустафовски, кој е благајник на Джемијата Султан Мехмед Пати 2. Молам? Име и презиме. Мустафовски и Давер. This is Nabil Mustakovsky, and he's in charge of the mosque. He takes care of it. Since when the order, I think it's called order, right? You get Да го искористиме времето додека да дојде очата, ја ќе ви кажа некои кратки историски работи за џамијата. Џамијата е потекнува и изградена 1448 година и се смета за најстар религиозен објект во Делчево. Делчево тогај се е викало Царево село. Пред това се е викало Васили Корион, па Василево, грчка транскрипција, значи цар, место или имот на цар. Значи се е това исти, Васили Корион и Василево и Царево село се исти. Во 17 век е прекрстен султани, ќе ви кажа зашо е това така. Сега искам нека... So this mosque was built in 1448, and this was Delchevo was called Tsarevo Selo, or in translation that's the village of the king. Later on, in the 17th century, Tsarevo Selo was renamed to Sultania. Значи, накратко ќе кажа историјата за џамијата и што е интересно за неа. Значи, најинтересно е кај таа џамија, што таа џамија заедно со џамијата во село Правотивиште, посветена на Ибн Ибрахим Ага, мисля дека се викаше, е што е реткост да минарето е од левата страна. Okay, so what is interesting about this mosque is that this mosque and the mosque the village Pravotivishte in Delchevo are both about Ибн Ибрахим Ага. They're both built by Ibrahim Aga. Он ги изградил, Не, џамијата од Правотивиште се вика. No, I'm sorry. The mosque in Pravotivishte is Ibrahim Aga, and the interesting thing about them is that that part is on the left side. Yes. Значи минарето е интересно исто така, затоа што е изградено од оросан. Оросан значи изградено од јајца, вар и пепел. Also, I wouldn't know how to translate it, so I'm not gonna. Значи минарето е од таму се плази и горе. Горе се качува На тераса. Да, Terasa. това високото што е. Okay, the top of the mosque is built out of eggs. Оросан се вика на турски. Значи It's е called вар, orosan. јајца и пепел. It's Eggs. eggs. Вар и пепел. Cinder and ash. And ash. Окей, инаку самата, значи самото минаре е високо 23 метра. And the top is tall 23 meters. Да. Многу интересно, многу карактеристично е што тука во 1671 година лично Царево село го посетува Султан Мехмед IV. And also what's a fun fact is that in 1671 this was visited by Sultan Mehmed IV. И многу му се допаднал, значи терено, пијанец за лов.
And he really liked the area, Pianet. Pianet is the area where Delcha was placed for hunting. И поради това често доодбил пијаницу, што многу малку знаат тие податоци, често доодбил на пијанец, често доодбил на лов и уште има една интересна работа. Царев врв е крстен, значи по него, односно се првично се викал Султан Пепе. Баш по Султан Мехмед IV. So he used to, that Sultan used to come here all the time for hunting, and we have this top that's called Sultan Tepe, where it's the top of the Sultan, because he used to come, 1085 метра. and he saw 2,085 meters. Сноосубовски плани, да. Монтајни осубов. Интересна друга работа е што во 1734 година Султанот ја надоградува џамијата и го прави мафил се викаше тоа, го прави мафило, да, тоа е дел каде што е наменен за жени за да прават молитва там. Also in, каква година рекоте? 1734 in the mosque, that part of the balcony that's for women who are praying was built, was added on to the mosque, which didn't exist before. Да, и благодарност на него, значи, бидејќи помагал доста и за Царево село, значи Тугајевот Василево е преименувано во Султани. Well, because he used to help a lot with his village, and as I said, he used to come a lot here. The name of the town, as I said, was the king's village, and then it got renamed into Sultania, or after the Sultan, Sultania. Да, меѓутоа сите тие имени Васили Корјони, Василево и Султанија и Царево село имаат еднозначно. Това е значи место на царот или имот на цар. Even though the name has changed a lot of times, as we can see that it was called a lot of names, all the names represent one thing, that this is the place of the king, or this is the area of the king. И тоа се трае до некаде 1950 година, каде официјално, значи Царево село се преименувано во денешно Делчево. And all of this lasts until 1950, and afterwards, Царево село has been named into Delchevo or today's Delchevo. Исто така интересна работа е за џамијата, бидејќи тука во 1671 година покрај џамијата посетил го и Царево село, тоа е познатиот турски патеписец Елија Челеби. Also in 1671 the Turkish writer Елија Челеби. Çelebi visited this place here. Да. И кажува дека доаѓајќи во Царево село тогашно, видел една чудесна џамија која што била значи сместена на една карта до која што тече река. So when he came here, he described that he saw a fascinating mosque which had a river flowing by it. It was on a rock. Тоа што и тој значи не видел дека минарето на џамијата се наоѓала од левата страна, затоа не било чудесно. He said it was natural because the part, like the top, is on the left side, as I said, because that's not usual. Значи, од мене како историски податоци е толку, значи сега ќе дам збор два, значи на моментално одговорното лице кој што е во џамијата, се додека го почекаме, значи оџата да дојде од службен пат од Штип. From our tour guide, this is all for historic facts, and now we're going to see something that the head of the mosque has to say until the Oja comes because he's on the way. Да, само уште една минута да кажам, значи дека џамијата е реновирана 1991 година во оригиналната форма, освен тоа што џамовите са сменени. Полукружни беа коткасти и сега се значи полукружни. So the mosque was renovated in 1991. Everything is in the original form except for the windows who were in square form and now they're in oval form. Благодарам ви од мене, да дам збор значи на одговорното лице. Скопа на едното изкажување тука да допълно покажа. Тука не пати твори, џамијата беше така, тука беше да тоа да го немаше. Тоа со приширување на населението,
има приоритет за жени посебно. И по текот на исламските традиции, лако и закони, мажите на пред жените не има за. Sounds okay. So before, when the mosque was built, the mosque was actually just up until that wall. But then, when the population started to grow, it had to expand. So